Даниел Сервер е подпредседател на Центарот за постконфликтни мировни операции на Националниот институт за мир на САД. Тој е главен координатор на напорите за стабилизација на Афганистан, Балканот, Хаити, Ирак и Судан. Тој исто така ги раководи програмите на Институтот за воведување на владење на правото, религијата и мирот, одржливи економии, слободни медиуми и слично. На неговиот блог на оваа интернет адреса што ја гледате на екранот, може да се прочита дека тогашниот председател на македонската влада Љупчо Георгиевски го повикал и како што тој сведочи со многу смирен и рационален глас му кажал дека сака да направи поделба на Македонија со барање новата гранична линија да се повлече по истата онаа по која била обележана во окупираната и поделена Македонија во текот на Втората светска војна помеѓу фашистичките сателити на Хитлер, Бугарија и Италија. Тогашниот македонски премиер, натаму од Сервер, побарал тоа негово барање сериозно да го земе во предвид и таа порака да ја прати во Вашингтон. Даниел Сервер тоа барање на Љупчо Георгиевски со индигнација го одбил, образложувајќи дека стратегиска одлука на новите креатори на балканските граници е интеграција, отворање и соработка, а не делби и разграничувања. Кога вакви сведочења испливуваат на површина, неодминливо навираат и новинарските сеќавања за тие настани, но од други извори. Така министерот за одбрана во македонската влада во 2001 година, Љубен Пауновски, во интервју за телевизија Сонце минатата година го изјави следново. Сте имале средба со тогашниот премиер Љупчо Георгиевски и со господјата Достадимовска и тие наводно ви рекле да ги повлечете безбедносните сили од Групчин наваму со цитат: со албанците не можеме повеќе да живееме, треба со нив да раскрстиме, ќе си одиме кај нашите во Бугарија. Дали е тој настан случај и точен? Случајно и точно. Кога стана во кабинетот, Георгиевски ви ги соопшти оние работи кои ги наведувам во јавното писмо. Бугарските самочувства на Љупчо Георгиевски се евидентни од самото негово појавување во јавноста. Еден мој пријател, кој случајно се нашол во 1990 година во Берлин на некој научен симпозиум, бил поканет да присуствува на основачкото собрание на задграничниот комитет на тогашното ВМРО ДПМН во Германија, ми посведочи дека не успеал долго да остане на тој состанок затоа што во неговата атмосфера имало многу бугарштина. Токму таму била донесена одлуката тогашното брадесто момче да биде лидер на таа партија. Сега еве ги фактите за бугарските самочувства на некогашниот председател на македонската влада, кој се обидува да се реинкарнира во македонската политика, насетувајќи дека избори се ближат, па веројатно сонува дека ќе му се пружи втора можност да го реализира она во што не успеа во 2001-та. Во интервју за бугарската агенција Фокус, подпредседател на Бугарија Ангел Марин, на прашањето за тоа кога ги добил документите од поранешниот премиер на Македонија Љупчо Георгиевски со барање за бугарско државјанство, тој одговорил дека указот за доделување на бугарско државјанство на поранешниот македонски премиер потпишал на 23 февруари 2006 година. За се друго што ве интересира, почитувани гледачи, за оваа длабока македонска контраверза, ве упатувам на интернет адресата што ја гледате на екранот. Сега дозволете да се погледнеме во соседното огледало. Зошто медиумите во Македонија молчат за овие факти? Зошто веруваат на лагите и манипулациите на некогашното брадесто момче што ја сардиса Македонија, но не успеа да ја докрајчи? Дали колегите новинари во првата можна прилика, поттикнати од овие факти, ќе го разобличат конечно пред македонската јавност дволичието на болниот ум на Љупчо Георгиевски? Македонијо, крајно е време да најде сила за да го отконеш од себе метастасираното канцерогено ткиво што се шири во твоето тело. Со болни умови никој нема да не прими во цивилизираното друштво за кое сонуваме и будни.